Последните избори, кога и да се одржат, ќе ја формираме новата влада, ќе го демонтираме и ќе го елиминираме системот со кој ВМРО, ДПМН и Христијан Мицкоски дојдоа на власт, вели Венко Филипче во видео интервју за Слободен печат. За тоа колку е Мицкоски патриот ќе го потсетам. Еве како доаѓаше во седиштето на СДСМ, кога и јас и другите партиски другари бевме дел од младината и бараше поддршка од Бранко Црвенковски да се кандидира за председател на Студентскиот сојуз. Ете толку е Христијан Мицкоски ВМРО. Дечкото ништо не го интересира, освен неговиот интерес, вели меѓу другото Филипче. Погледнете го целото интервју на нашиот YouTube канал. Основно училиште во Македонија сегрегирало ученици роми и ги распределило во паралелки во кои нема или има мал број ученици припадници на друга етничка заедница, констатираше Комисијата за заштита од дискриминација. Повеќе детали во текстот на колешката Мирослава Симоновска. Светски познатиот тенор Хозе Карерас и македонските звезди ќе пеат на Скопскиот плоштад по повод 35 години независност на Македонија. Ќе се слави еден месец од 8 август до 8 септември, а централниот настап ќе биде на 8 септември на градскиот стадион во Скопје со славниот француски диџеј, продуцент и хитмейкер Дейвид Гета. Ова се вестите од Македонија и светот. Отворање Инстаграм профил не е трговија. Мит е дека ова е лесен бизнис. Влегуваме во нова ера каде што AI асистенти ќе пребаруваат, ќе споредуваат и ќе предлагаат производи на потрошувачите, вели председателката на Асоцијацијата на е-трговија на Македонија Нина Ангеловска Станков во интервју на колешката Валентина Ангеловска. Форумот за образовни промени соопшти дека е потврдена нивната пријава за случајот со Арбреша Беџети Ферати, сопруга на председателот на Сенатот на Универзитетот во Тетово, за која претходно објавија дека била унапредена во редовна професорка. Универзитетот во Тетово е казнет со 2.500 евра, ректорот со 750. Протестите за поддршка на Вучиќ во Македонија не се незаконски, но тоа остава горчливо чувство дека се мешаме во туги политики. Проблем е што останува нејасно дали ваквите протести се автентични или странска пропаганда и тоа што невладините организации не се под сериозна контрола на државата за начинот на кој се финансираат, па од тука и опасноста тие средства да бидат злоупотребени против државата, велат аналитичари што ги контактираше Слободен печат, повеќе од анализата во текстот на Ана Анастасовска. Маѓар најави парламентарни одбори кои ќе истражуваат евентуална корупција и злоупотреби на власта на Орбан. Силен земјотрес утрово ја погоди централна Хрватска во близина на Сисак. Според прелиминарните податоци на Европско-медитеранскиот сеизмолошки центар, земјотресот бил со магнитуда од 4,1 степени по Рихтер. Хаос во Лајпциг. Се степаа хулиганите на Кристал Палас и Рајо Ваљекано. На социјалните мрежи се појавија видео од масовната тепачка во близина на локал во центарот на градот, каде што дошло до судир меѓу навивачи на двата клуба. Украина нападна фабрика за авиони, воздухопловна база и рафинерија, а Русија собори 140 дронови. Израел тврди дека е убиен новиот лидер на Хамас. Експлозијата на опасни супстанции во фабрика за хемиска преработка и производство на амбалажа во американската држава Вашингтон одзеде неколку животи, додека најмалку 10 лица се повредени. За сите овие теми и многу повеќе се читаме на slobodенpečat.mk. До гледање.